Утрово е пронајден мртов директорот на телевизија Ал Сатем Лирим Хајредини. Неговото безживотно тело е пронајдено со повреди во близина на трговскиот центар Мавровка. Од МВР соопштија дека починал од здобените повреди, а на местото се врши увид во присуство на јавен обвинител. Полицијата повика над 10 лица на информативен разговор по ширењето лажни тврдења дека скопската вода е загадена со ешерихија коли. Додека МВР го истражува случајот, дезинформациите предизвикаа паника и масовно купување флаширана вода, а експертите предупредуваат дека ваквите пораки можат сериозно да ја нарушат довербата во институциите. Ако водата во Скопје беше загадена со ешерихија коли, ќе имавме 50.000 заболени, вели токсикологот Андон Чибишев. Апелира МВР да ги открие креаторите на дезинформациите. Чибишев предупредува дека загадување на скопската вода со ешерихија коли би можело да предизвика десетици заболени и сериозен притисок врз здравствениот систем. Неговата реакција следува по ширењето дезинформации дека надлежните институции уверуваат дека водата е безбедна за пиење. ДУИ предупредува на уривање на принципите. Секој обид за надгласување, доминација и маргинализација не е само враќање пред 2001 година, туку загрозување на мирот. ДУИ предупредува дека 25 години по Охридскиот рамковен договор неговите принципи се соочуваат со постепено укинување и неспроведување. Од партијата велат дека секој обид за надгласување и маргинализација представува ризик за меѓуетничките односи, стабилноста и иднината на земјата. Локалните власти не ги есапат младите. Формирани се младински центри само во 13 од 80 општини. Само 13 општини во земјава имаат младински центри, иако законскиот рок за нивно формирање истече во јануари 2025. Националниот младински совет предупредува дека центри согласно законските стандарди има само во 8 општини, додека во собранието се чекаат предложените измени за поголема одговорност на локалните власти. Ичвакањето мастика може да влијае врз резултатите од брзите тестови за дрога на МВР. Позитивниот наод мора да се потврди во лабораторија. Брзите тестови од плунка што ќе ги користи сообраќајната полиција се само прелиминарен скрининг и не покажуваат дали возачот е неспособен за управување. Токсиколозите предупредуваат дека резултатите можат да зависат од повеќе фактори, а секој позитивен наод треба да се потврди со лабораториска анализа. Директорите на инспекторатите ќе се бираат без оглас во весници. Мандатот расте од 4 на 5 години. Новите правила ќе важат од 1 октомври. Изборот ќе се спроведува според Законот за високи раководители, а постапката за нов директор ќе мора да започне најдоцна 6 месеци пред истекот на мандатот. Владата ќе може да именува вршител на должноста доколку по истекот на мандатот нема избран нов директор. Слободни се над 8800 места за бруцоши на УКИМ. Првиот рок за пријавување е на 18 и 19 август. Над 4300 места се во државна квота. На УКИМ за академската 2026-2027 година се достапни вкупно 8851 место на 23 факултети, а конечната ранг листа ќе биде објавена на 27 август. Запишувањето на примените кандидати е предвидено за 3 и 4 септември, додека вториот рок за пријавување е на 10 и 11 септември. Утрово гори на 5 места во државата. Пожарот кај Моране се уште активен. ЦУК регистрираше вкупно 51 пожар. Од нив 5 се активни, 4 се под контрола, а 42 се изгаснати со општи центарот за управување со кризи. Активни се пожарите кај Моране, Старобалдовци, Маково, Муждивњак и Лозани.
Шумски пожари беснеат и во Албанија. Председателот Бегај бара строги казни за подпалувачите. Според Албанското министерство за одбрана, околу 450 припадници на службите моментално се на терен и учествуваат во гаснењето на пожарите и во справувањето со активните жаришта. Председателот Бајрам Бегај им се заблагодари на екипите на терен и побара сторителите на пожарите да бидат строго казнети според закон. Нов план за одбиените мигранти. Австрија и уште 4 држави ја разгледуваат Уганда. Центар за 10.000 лица би можел да почне со работа во 2027. Австрија, Германија, Холандија, Данска и Грција разговараат за формирање центар во Уганда за мигранти со одбиени барања за азил. За сега нема конечен договор, а остануваат отворени правни и технички прашања за функционирањето на центарот и организирањето на враќањата. Украински дронови го нападнаа Крим, избувнаа големи пожари. Севастопол остана без струја. По ноќниот напад пожари биле регистрирани на повеќе локации во близина на Севастопол и во северниот дел на полуостровот. Руските власти соопштија дека противвоздушната одбрана пресретнала дронови, а остатоци од соборените летала предизвикале пожари и прекин на електроснабдувањето во градот. Зеленски со порака до САД: продадете ни 10% од Патриот и ние ќе ги уништиме сите руски балистички ракети. Украинскиот претседател предупреди дека залихите на ракети за системите Патриот се речиси исцрпени, додека руските балистички напади се засилуваат. Зеленски вели дека со 5% од американските залихи Украина би ја пребродила зимата, а со 10% би можела да ги пресретне сите руски балистички ракети. Нов воен сојуз. Турција, Саудиска Арабија и Пакистан воведуваат заедничка одбрана. Напад врз една земја ќе значи напад врз сите. Трите држави ќе воспостават политички и воени механизми со заеднички вежби и продлабочена соработка во одбранбената индустрија. Договорот содржи клаузула за колективна одбрана по моделот на член 5 од НАТО, што предвидува заеднички одговор при вооружен напад врз една од членките. Иран вели дека ормускиот теснец е под негова контрола. Трамп го тврди спротивното. Се што имаат се лажни вести. Техеран најавува затворање додека Вашингтон не ги прифати условите. Иранскиот функционер Хосеин Таеб тврди дека стратешкиот поморски премине под целосна контрола на Техеран, додека Доналд Трамп инсистира дека САД ја контролираат областа. Иран најавува дека теснецот ќе остане затворен додека Вашингтон не ги прифати неговите барања за ослободување на замрзнатите средства и прекин на регионалните конфликти. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.